Ниту еден од лидерите, освен Ахмети, не дојде на одбележувањето на рамковниот. Со пораки дека рамковниот договор е патот за унапредување на демократијата во мултиетничка Македонија, вчера вечер беше одбележена 16 годишнината од потпишувањето на документот под покровителство на секретаријатот за рамковниот договор и собранието. Marrëveshja ohri dhe parimet e saj janë mënyra e vetme me të cilën në shtetin tonë do të zhvillohet dhe do të avancohet demokracia, do të respektohet karakteri multietnik dhe të gjithë qytetarët tanë do i gëzojnë të gjitha të drejtat në mënyrë të barabartë. Që kjo të jetë kështu, nevojiten politikan vizionar me përgjegjësi të madhe dhe vullnet të fortë politik. Вице-премиерот Хазби Лика порача дека е свесен оти не било лесно страните да седнат на иста маса и да дојдат до договор кој ќе ги хармонизира и синхронизира интересите на сите заедници кои живеат во Македонија. Edhe pse vet akti në shkrim dhe hyrjes në fuqi i kësaj marrëveshje COR-i, duke u bërë edhe pjesë e kushtetutës, mori mbështetje nga strukturat politike, ajo deri më sot nuk gjeti trajtimin e duhur në praktikë. Megjithatë, fryma e saj ka qenë një katalizator e cila në mas të caktuar ka shërbyer të mbajë gjallë shpresën e qytetarëve për të mos devijuar në përcaktimet euroatlantike. Тој додаде дека со одобрувањето на законот за јазиците ќе се покаже дека сме на прав пат кон реализација на реформите и понатамошна демократизација на државните институции. Претеничката Фросина Ременски, како представничка од СДСМ, посочи дека Охридскиот рамковен договор ставил крај на почетокот на конфликтот. Таа додаде дека клучно за Македонија е градење на мостови за соработка со соседите, без предрасуди и напуштање на етно-националистичката реторика која раѓа непријателства. На одбележувањето на годишнината, како што веќе објави Пост.мк, од лидерите на партиите присуствуваше само Али Ахмети, председателот на ДОИ. На свеченоста не дојдоа премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, како ниту други представници од таа партија. На свеченоста ги немаше ни коалицискиот партнер на Ахмети, лидерот на ДРДП Зијадин Села, ниту Весел Мемеди од НДП или пак Газим Острени од Унитети. Впечатливо е дека на одбележувањето не дојдоа подпредседателите на ДОИ, Садула Дураку и Невзат Бејта. Бејтан изјави дека бил спречен да дојде на прославата поради приватни причини. Од подпредседателот Садула Дураку не успеавме да добиеме став зошто не бил на прославата.